Господјо Шакпарска, благодарам што сте гостинка во Дневникот на Македонската телевизија. Доста работи деновиве беа кажани, генерални насоки за тоа како ќе работат градинките, што ќе се случува од 9 септември натаму. Би сакале за некои детали што ги интересираат многумина. Прво, доста родители се интересираат дали градинките ќе работат целосно, со целосни смени, ќе има ли дежурства, нешто што беше практика пред пандемијата. Добар ден, благодарам на поканата и поздрав до вашите гледачи. Градинките, согласно владината одлука на првата седница одржана на 1 септември, стартуваат со работа, како што знаете сите, на 9 септември, односно во среда. Стартуваат и ќе работат со полно работно време, како што се случуваше и во периодот пред да биде корона пандемијата. Многумина родители прашуваат кои се ослободени, а кои не се од работните обврски. Затоа што и тука имаше разногласија. Може ли конкретно да ни кажете за да знаат? Значи, тука не постојат измени во владините уредби кои што беа донесени на владина седница за време на пандемијата, односно, ослободени од, ако мислите на вработените во градинките, се сите оние кои што имаат деца од 0 до 6 години. Говорам за вработени персоналот во градинките, кои што работат од 0 до 6 години. Затоа што со владина одлука во јули, на 7 јули, беа вратени во работен процес родителите кои што имаат школски деца од 6 до 10 години, односно децата кои што го користат распустот. Сега, вратени на работен процес се сите родители кои што имаат деца во училишна возраст од 6 до 10 години. Останатите ги чуваат своите деца, односно ги користат мерките за седење дома. Имаше некои реакции дека се потпишуваат изјави од и градинките не гарантираат дека децата нема да се заразат за време на престојот во градинките. Зошто се прави ова? И дали важи и за оние кои што се вработени внатре? Значи, никој не може да побара, ниту смее да побара таква изјава, ниту некој може да гарантира дали некој ќе се зарази или не. Она што е важно и кое што сакам да им го порачам на родителите, на граѓаните, на вработените во градинките, на директорите во градинките, вакви изјави не постојат и не треба да се барат. Основно е да се почитуваат препораките за протоколот за оперативни мерки кои што беше усвоен на владина седница на 29 мај, протокол кој што е изработен согласно насоките од Комисијата за заразни болести. Овој протокол многу јасно ги дефинира сите чекори од подготовка на градинките за примање на децата, чистење, дезинфекција и така натаму, од моментот кога децата влегуваат во градинката, на кој начин тоа се прави, како се спроведуваат во нивните занимални, на кој начин се дотура храната, како се организира дневниот одмор, па се до моментот на нивното заминување од градинката. Целта на овој протокол и на сите нас, како луѓе кои што учествуваат во носењето одлуки, да ги почитуваме препораките на Комисијата за заразни болести и да се сведе на минимум ризикот за некој од децата да биде инфицирано од COVID-19, меѓутоа истото се однесува и за вработените. Бидејќи, добро, ако добро ве разбравме, не треба да го потпишат ако се појави таква ситуација, бидејќи во Скопски градинки имало таков параграф, кај што се бара токму ова, согласност дека не гарантира градинката. Меѓутоа, вие велите дека не треба да се потпише во таков случај. Не постои таков апсолутно не постои таков документ. Ајде да ги смириме родителите како ќе се заштитат најмладите, оние во јаслите. Таму е многу специфична ситуацијата, бидејќи се мали, стават прсти во уста, цуцлите и сите тие работи. Како да бидат сигурни дека ќе биде се оред? Значи, согласно протоколот, има насоки на кој начин треба да се организира работењето на згрижување на деца од најмалата возраст, од 0 до 2 години, односно во јасли. Првата мерка која што овозможува побезбедно работење со овие дечиња е со тоа што групите се сведени само на 6 деца за кои што ќе се грижат
двајца вработени од градинката. Значи, нема да бидат групите како досега меѓу 15-20 деца и со тоа се намалува ризикот од носење од ширење на инфекција, доколку евентуално има некој што е позитивен на вирусот. Има точно дефинирани чекори како треба персоналот кој што работи со овие деца, воспитувачите, негователите да се однесуваат во смисла на превентивни мерки пред да приоѓаат за да ги облекуваат, за да ги преповиваат децата, на кој начин треба да се врши дезинфекцијата, на кој начин треба да се одржува растојанието меѓу децата, миење пред секое повивање, миење после завршување на повивање, дезинфекција на рацете, дезинфекција на сите предмети кои што доаѓаат во контакт со децата. Значи, протоколот е од 29. мај усвоен и овој протокол градинките го имаат на увид. Тие веќе се подготвени на кој начин треба да се однесува персоналот при работата со најмладите. Сакам да подсетам дека во четвртокот имавме средба со директорите на сите градинки од државата и разговаравме околу нивната подготвеност за отварање на градинките. Тие сите го имаат протоколот, меѓутоа дополнително го испративме и алгоритмот како да се однесуваат вработените во градинките, доколку имаат детенце кои што пројавува симптоми кои што се сумнителни за COVID-19. Тој алгоритам точно, прецизно ги објаснува чекорите како треба да се однесуваат вработените во градинката доколку се појави некое такво дете. Сакам да кажам дека овој алгоритам исто така го изработи Министерството за здравство преку Комисијата за заразни болести и истиот беше потврден и на владината седница кога ја носевме одлуката за отварање на градинките. Ајде да појасниме, ќе има ли карантин во таква ситуација, како ќе се действува доколку се појави таков случај? Значи, во алгоритамот многу јасно се наведени чекорите. Доколку се појави детенце кое што е сомнително, се изолира заедно со неговиот неговател во посебна просторија за да не ги доведува во ризик останатите деца. Потоа, градинката има задолжено лице кое што сега треба да се одбери, да се назначи, за да се јави на родителот или на старателот, а истовремено да се јави и на епидемиолошкиот центар, односно на најблиската институција, јавна здравствена установа, која што ги врши работите во смисла на епидемиолошките анкети и следење на состојбата. Понатаму детето се носи на преглед, па се тестира и доколку се покаже дека детето е позитивно, се преземаат дополнителни мерки кои што се предмет на работа на епидемиолошките служби. Тие прават проценката кои се лицата што преку анкета и преку увидување на лице место, кои се лицата кои што стапиле во контакт, кои лица би се изложени на евентуален ризик да ја примеле инфекцијата и како понатаму да се постапува. Значи, точно се дефинирани чекорите како треба да се однесуваат во вакви ситуации вработените во градинките и нагласувам, овие алгоритми ги доставивме до сите градинки во државата. Значи нема да има колективен, да речам, карантин во таков случај, бидејќи децата се мешаат, туку се изолира само негователката со сомнителното дете. Добро. Уште една исто дилема, Сакам да допрецизирам ова што ме дозволете. Да, повелете. Дозволете да се доизјаснам. Значи, ние и во начинот на подготовка за отварање на градинките, протоколот, ние немаме мешање на децата. Тие деца од 0 до 2 години се по 6 во една група и не контактираат со деца од другите групи. Поголемите дечиња од 3 до 6 години се во група до 15 и нивните негователи и воспитувачи во текот на целиот ден се до нив. Со нив нема мешање на децата од една во друга група, ниту во периодот кога играат во дворот, затоа што има насоки како треба да се однесуваат лицата што се грижат околу нив. Не може цела градинка да биде во карантин затоа што реално ние не сакаме да дозволиме да се создаде и најмала можност за контакт меѓу групите. Ниту пак воспитувачите и негователите ќе користат заеднички, да речам, дружења за време на паузите со своите колеги и вработени во градинките. Тоа протоколот строго го дефинира. Уште само ова, бидејќи свесни сте веројатно дека многу од родителите се и несовесни на некој начин, па и кога се поднастинати децата ги праќаат во градинка, пробуваат да го изигра, сега веројатно бидејќи се мери и температура, може да му дадат парацетамол на пример пред да го пуштат во градинка. Има ли механизам како да се заштити на некој начин другите деца од вакви случаи?
Значи, согласно протоколот, повторно се повикувам на него, затоа што тоа е главната насока како треба да се однесуваме. За да почнат децата да посетуваат градинка, треба родителот да обезбеди потврда дека неговото дете е здраво од страна на матичен педијатар. Меѓутоа, јас сум убедена и како родител, и како лекар, и како носител на одлуки дека не треба родителите, и верувам дека не постојат такви родители кои што своето полно дете би го испратиле во градинка со парацетамол за да не покаже висока температура. Тие треба да се грижат прво за здравието на своето дете. Покачена температура е еден од евентуалните симптоми за позитивен на коронавирус и тоа може да мора да биде однесено на преглед согласно насоките од здравствените власти. Јас ви благодарам, долга и широка е темава за сите, ново ово што се случува, ќе има простори понатаму да појасниме за сите оние кои што ги интересира. Благодарам што зборувавте за Дневникот на Македонската телевизија. Ви благодарам за поканата и на сите дечиња кои што тргнуваат во градинките, како и на вработените и на нивните родители, им посакувам успешен почеток на престојот во детските градинки на 9 септември. Ви благодарам за поканата.